Општините ќе добијат ресурсен центар за поддршка, најави денеска на средба со новинарите министерот за локална самоуправа Златко Перински. Неговата цел е директно таргетирање на слабостите, како недостиг на административна експертиза, слаба меѓуопштинска координација и недоволна искористеност на ресурсите со кои што располагаат општините. Ресурсниот центар ќе обезбеди поддршка која ќе гарантира зголемување на капацитетите на локалната самоуправа, што ќе доведе до поквалитетни локални услуги за секој еден граѓанин. За ефикасно функционирање на центарот ќе бидат ангажирани експерти од научната фела. По споставување на ростер на експерти кои што на барање на општината би биле на располагање за надминување на предизвиците во испорака на секоја услуга која што е во надлежност на општината. Патоказ, односно практичен прирачник за идните градоначалници, кој ќе содржи насоки за првите чекори при превземањето на функцијата, од организација на администрацијата, преку финансиско и буџетско планирање, до реализација на капитални проекти и работа на совет. Насоки за надминување на препораките кои што Државниот завод за ревизија ги детектирал како слабост врз основа на извршените ревизии во општините во изминатиот период. Подготовка на дигитална платформа која што ќе представува интерактивна алатка за општините преку која што ќе можат да побараат и добијат одговор брзо и ефикасно. На кој начин тимот на експерти ќе биде составен? Експертскиот пул на експерти ќе биде нормално преку јавен повик и во него ќе бидат интегрирани исклучиво научната фела. Значи, експерти од областите кои што се тангирани во рамки на Законот за локална самоуправа во оние 13 изворни надлежности кои што ги имаат градоначалниците. Се очекува во април наредната година овој центар да профункционира. Ресурсниот центар, како што објасни Перински, е продолжеток на проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, финансиски поддржан од швајцарската влада. Идејата за основање на вакво тело најде на поддршка од Европската унија, а ќе биде поддржен и од владата, напомена министерот.